И здраво на сите, денеска повторно шетаме, малце ќе направиме едно туриче, сега излегуваме, веќе сме на излезот од Битола, кај бензинската Лукойл. Ќе одиме од Битола, тргаме нормално покрај Прилеп, преку Плетварот, ќе одиме ка Вадарци, Неготино, Демрикапија, надолу кон Гевгелија, ќе го посетиме Дојранско езеро и Дојран, назад преку Струмица, покрај Радовиш, за Неготино, ка Вадарци, назад преку Плетварот повторно и стигаме во Битола. За разлика од претходните влогови, каде што кога ќе одевме преку Плетварот, одевме секогаш по магистралниот пат кон Прилеп кон Плетварот, сега ќе одиме по стариот пат за Прилеп, кој што е многу подобро асфалтиран и е премногу пати поубав од новиот, а и малку да смениме бидејќи на сите пати секогаш до сега сме оделе од таму. И еве моментално одиме по стариот, гледате добар е, нема многу сообраќај, тек тук по некој трактор, по некоја кола, лево и десно житни култури. А ние одиме само право. Тука сега сме после Тополчани, меѓу Прилеп и Тополчани всушност, извинувам. А тука сега веќе слегуваме од Плетварот и од Плетварот, бидејќи во претходните видеа имам премногу снимки од Плетварот, тука ќе гледам малце помалце да имам. Значи ова е негде фактички Тиквешка страна, Кавадаречка, слегуваме, го искачивме од Прилепска страна. Сега тука сме по патот што е пред Кавадарци, за некој километар тука и ќе треба да завртиме десно за Кавадарци, бидејќи ќе одиме преку Кавадарци, нели, рековме. Сега веќе тука завртивме десно за Кавадарци, сега веќе ќе преминиме Црна река и ќе бидеме на 5-6 километри од Кавадарци. Инаку Дојран не сум бил до сега никогаш, освен како дете со кола, со мотор од Источна Македонија воопшто со мотор не сум бил. Затоа сакав малце да сменам сега, да прошетам малце Источна Македонија да видам што се случува. Тука сме сега веќе Кавадарци на еден кружен тек, но само сме како низ транзит, да речам, низ Кавадарци, не застануваме ништо. Тука одиме сега кон патот сме за Неготино. Како што гледате, добро е асфалтиран, не е нешто лош патот. Тука сме веќе во Неготино, низ Неготино, нема нешто посебно, мало симпатично градче. Тука десно претпоставувам има плоштадот, бидејќи имаше таква како ширинга. Има и некоја река, не знам која е низ Неготино што течи. Но ние набрзо излегуваме од Неготино, тука сега веќе сме по магистралниот пат за Гевгелија, а не по автопатот. И магистралниот нема многу сообраќај, се вози доста брзо, а нема ни патарини. А сега од лева страна тука ќе го видите и автопатот. Фактички има надвожњак над автопатот, еве го лево автопатот, а ние продолжуваме право кон магистралниот. Тука лево ни е ТЕЦ Неготино, термоелектрана, струја се произведува тука, веќе некој време не беше активна, но сега поради кризата нешто пак, како што знам, ја активира. Тука сме сега близу Демиркапија, од десна страна е реката Вардар, а ние влегуваме во еден тунел, а лево веднаш до овој тунел е друг тунел на автопатот, кај кој се играа чочежи пред неколку години кога го отворија. Многу симпатичен тунел, долг е, така малце не е баш вкус и е многу добро осветлен. А сега еве уште движиме покрај Вардар, од десната страна е реката Вардар. Овде е матна како во Скопје, ама е доста почиста и е во склоп на природата, изгледа можне попривлечено. Сега еве овде веќе ја преминуваме преку еден мост на реката Вардар, како што можете да видите, тиња, матна, но голема и широка, цели, не знам, 20 метри таму колку е. А ние продолжуваме кон градот Гевгелија. Еве сме во Гевгелија, симпатично градче, средено. Не можам да кажам ништо да се пожалам. Малку се подзагубив низ градчето, но евентуално излегов на патот за Богданци. Сега овде сме веќе за патот кон Богданци, од лева страна се на тие ридовите ветерниците во Богданци,
Не знам колку се гледаат на снимката, сакав да ги посетам, но би беа малце далеч, кај јас не бев многу со време. Ќе ме стемнеше премногу доколку отидев да ги посетам, па затоа во некоја наредна прилика ќе ги посетиме. А тука сме веќе низ селото, односно сидином низ градот, Богданци, мало градче симпатично. Сега тука веќе сме од Богданци кон Дојран. Многу убав пат, возење низ природа, прекрасно за со мотор, на секој му го посакувам. Му го предлагам, овде десно и веќе некој езерце, брана, Мантовци да не се викаше, ама не сум сигурен. Може би беше поинаку. Симпатично, така имаш и клупички, печурки, што би се нарекло оние покриени клупи за одмарање и релаксација. Понатак од езерото кон патот за Дојран, се уште прекрасно, со кривинчина, со сенка, со природа, зеленило многу. Прекрасно за возење со мотор, едноставно, еве погледнете и сами. И сега сме тука, веќе кај Дојранското езеро покрај Дојранското езеро, можете да го видите од левата страна. Среден е патот, има некоја клупа покрај езерото, но она што е чудно го забележав, има клупи кои гледаат кон грмушки. Во превод се за џабе поставени таму, а и затоа и не видов никој да седи на нив. Но во глобала убава гледка кон Дојранското езеро. Сега тука сме веќе во Дојран, кај една плажа, не знам, може би центарова, нешто плоштад. Како што можете да видите, има доста луѓе, имаше барем јас кога бев, не е премногу, не е како Охрид што има, но имаше доволно кои се капеа, имаше нам прошетка. А и ова што е, гледката е прекрасна, а и тоа што има ширинка тука покрај езерото, претпоставувам дека е ова нешто како плоштад. Го видовме Дојран, а сега продолжуваме кон Струмица. И ќе одиме кон Струмица, повторно патот прекрасен, добро асфалтиран, низ природа да речам, кривинчина, не многу брзо возење, таман, има и по некој трактор тука во овој дел од патот. Еве и некој шлепер се најдва, но во глобала е прекрасно. А сега тука можете да видите како еден шофер, односно шоферот пред мене настрада, преминува полна линија на кривина и на угорница и вози во спротивна лента. Среќа има две ленти од таа страна, па тие возат во нивната десна лента, не настана ништо, не се случи лошо со овој. Но затоа вака се прат сообраќајки и сообраќајни несреќи.
И еве сега влегуваме во Струмица. Веќе сме влезени, морам да кажам дека во споредба со Битола е многу посреден и е многу поуреден, има повеќе селенило, по-неиспопаркиран по улиците. Навистина ме бендиса. А во меѓувреме тука имаме лево и десно, е центарот не знам кај. Па го прашав човекот со точакот кој го гледате пред мене. Па можете да слушнете и сами што зборувавме кусо малце само во возење. Извинете, ве прашам центарот, наваму или на назад? Фала. А тука додека бев во Струмица, батеријата на GoPro-то на камерата ми престана, ми се потроши, за жал немам снимано натаму на патот за Радовиш, иако патот за Радовиш беше магистрален, широк, немаше нешто интересно, но од Радовиш за Неготино беше предобар и ми е навистина криво што немам ниту една снимка, а не направив за жал ниту слики со мобилниот телефон, така да се гледаме со повеќе видеа, повеќе снимки во следниот влог, а тој ќе биде низ Поградец. Фала ви што гледавте.